Интересна кампања која што се спроведува во многу земји во светот, но и кај нас во Македонија, поврзана е со обуки или подигнување на јавната свест за компјутерските вештини кај постарите лица и кај луѓето со посебни потреби. Нешто повеќе за оваа кампања, активностите и централниот настан кој што треба да се случи денеска со мојот соговорник Маргарита Гулевска, соработник за комуникација во Сдруженијето Отворете ги прозорците. Добро утро, Маргарита. Добро утро. Зошто Отворете ги прозорците е поврзано со кампањава? Така, Отворете ги прозорците работи на овозможување пристап до информатичката технологија за сите оние кои што не можат на стандарден начин да ја користат таа технологија. И сега оваа кампања многу убаво се вклопува и со нашата работа, бидејќи е кампања за дигитално вклучување на сите луѓе што не користат информатичка технологија, значи интернет и компјутери. Кога велиме на сите луѓе, можеме ли да се фокусираме сепак на лицата со посебни потреби и една категорија на наши гледачи, тоа се оние постарите луѓе кои што навистина понекогаш чувствуваат дека компјутерот е страшило и тешко придуваат кон него. Така, да. Значи, ова кампања ние ја насочивме, значи, кон лицата со хендикеп, бидејќи тоа е нашата основна или лицата со попреченост, тоа е нашата основна работа, да работиме со лицата со хендикеп, па неодамна имаме соработка и со Универзитетот Трето доба, па така ги направивме нели активностите на оваа кампања да одат во таа насока, да се промовира дигиталната инклузија пред оваа публика. Меѓутоа оваа кампања, значи се вика Get Online Week, е голема европска кампања која што се спроведува во 27 европски земји и повеќе од 10.000 организации прават активности во текот на една недела. Значи се случуваат веќе четврта година поред, се избира една недела. Оваа година е од 18 до Значи тоа е оваа недела, од понеделникот до 24. Во понеделникот започна, ќе заврши на 24 март. Сега ние сме некаде на средина со нашите активности. Ајде да чуеме какви се активности на оваа кампања. Кога велите на средина, значи нешто сте направиле до сега и што треба да следи. Значи, од почетокот на оваа недела, неколку училишта кои што се наши соработници, долгогодишни соработници, одлучија да поддржат оваа кампања преку организирање на работилници за своите ученици за безбедност на интернет. Значи, тоа ќе го прават во текот на целата недела. Вчера во нашето здружение, значи во просториите на здружението, беа студенти по логопедија од медицинскиот факултет, кои заедно со нашите корисници ја поддржаа кампањата, значи преку механизмите што ќе ги споменаме подоцна за поддршка на кампањата. Денеска е централниот настан, имаме една среда, на сред недела. На сред недела, точно. Централниот настан ќе се одржи во 10 часот во хотел Порта. Ќе биде тркалезна маса насловена како дигиталната инклузија во Македонија. Најавено е присуството на заменик министерката за информатичко општество и администрација. Ќе има луѓе од невладиниот сектор, луѓе со попреченост и се надеваме на плодна дискусија која што ќе поттикне, значи ќе подигне јавната свест кај народот и да се види докаде всушност, да се види докаде е состојбата во Македонија и колку се прават работи за да се подигне колку се активности и кампањи од сличен тип има во нашава земја. Кои други институции се вклучени освен Отворете ги прозорците, кои што еве четврта година е носител практично на оваа кампања? Кој друг е вклучен? Колку граѓаните може да помогнат во сето ова? Така, јас оваа година сум многу задоволна бидејќи медиумите излегоа како партнер во кампања. Значи секоја информација што ја проследивме беше објавена, а со тоа и придонесе на вистина голема поддршка од граѓаните за кампањата. Граѓаните можат да ја поддржат оваа кампања преку пополнување на еден дигитален бројач кој се наоѓа на нашата веб страница www.openthewindows.org. Тој бројач ги брои сите, значи, поддржувачи на кампањата.
и потоа може да се провери на европско за сите 27 европски земји колку луѓето ја поддржуваат кампањата. Можам да речам дека оваа година навистина сме задоволни, бидејќи ако минатата година имавме само 1200 поддржувачи, овој пат денеска колку има? Сега немам проверено последни информации, меѓутоа првиот ден имавме 1300 поддржувачи. Само првиот ден си го надминавме, значи тоа што го имавме постигнато минатата година. И растењето на оваа кампања навистина ни прави голямо задоволство. Така, верувам дека оваа кампања значи многу и за луѓето со посебни потреби, кои што практично се и во центарот на вниманието на вашите активности, но еве оваа година, како што рековте, и Универзитетот Трето доба. Каква ќе биде соработката со нив во однос на оваа кампања? Во петок имаме исто организирано настан, уште еден настан на Филозофскиот факултет, каде што Универзитетот Трето доба ги има своите редовни средби во секој петок и ќе се одржи една трибина. Трибината е насловена Информатиските технологии Третото доба. Можности или потешкоти, така. Да. Извинувам. Па ќе се подигнати тука некои прашања и совети ќе имаме за повозрастните лица зошто всушност е битно и зошто може тие да се вклучат, значи да ја користат интернетот и компјутерите. Например, има страници на интернет кои што нудат медицински совети. Има многу работи, значи банките нудат услуги, плаќање, кои што може да се ги изведуваат од дома. Сите тие работи и се што се случува на интернетот може да им го олесни живењето. Маргарита, кога зборуваме за оваа кампања, да им појасниме на нашите гледачи, со кампањата се подигнува јавната свест или пак превземате и одредени активности за комуникацијски вештини кај овие категории на луѓе кои што веќе ги спомнавме? Па добро, едното и другото. Да, едното и другото, бидејќи во центарот, во Отворите ги прозорците, секојдневно се работи таа работа. За посебно за лицата со попреченост, имаме сервисна служба, Центар за асистивна технологија, кој што секојдневно го посетуваат лица со попреченост и добиваат вештини кои што во иднина ќе ги користат за да се вклучат подобро во општествените текови на живењето. Една од нив е значи образованието, потоа вработувањето и така. Една од целите е практично преку овие комуникацијски вештини и да ги подготвите за полесно вработување. Досега сте успеале ли во тоа? Се зголемува ли бројот на лица со посебни потреби да влезат во системот на вработени? Така, ние поголем дел од нашите корисници во центарот се на училишна возраст и се надеваме сега како одминува времето дека ќе имаме некои навистина позитивни приказни со тие вештини што ги имаат стекнато во нашиот центар, дека ќе лесно ќе стекнат и вработување. Досега има примери, најсвеж пример не е еден практикант од нашиот центар, корисник, поранешен корисник, сега е практикант во проект на USAID за вработување на лица со попреченост. Одлично. Морам да прашам за идните планови на Отворете ги прозорците, бидејќи еве има убави активности кај вас, се реализираат активности кои што навистина им помагаат на учениците со посебни потреби, па се надевам дека и во иднина ќе имате можност да се покажете и да им помогнете на ваш собствен начин. Така, па ние напоредно со кампањата имаме и други обврски. Сега во овој момент имаме една отворена апликација за училишта кои што можат да се пријавуваат за да добијат наша поддршка со проектот на USAID за e-пристапно образование што ќе го спроведуваме во наредните 2 години. Одлично, ви посакувам успех. Успешно да изтерате и кампањата до 24-ти, која што трае и бидете успешни во светски рамки, бидејќи вие сте единствените кои што ја поддржувате во Македонија оваа кампања. Благодарам за учеството во утринската програма.
Продолжуваме натаму со една тема која што е поврзана со креативните индустрии во Македонија. Поточно вчера беше подпишан договор меѓу Британскиот совет и Министерството за култура, па еве да чуете нешто повеќе и за овој договор и за идните планови на овој проект.